Во оваа емисија на Агенда 35 зборуваме за функционалноста и ефикасноста на локалната власт, но и за состојбата со општинските каси и нивната финансиска одржливост. Имаме интересни анализи и интересни гости. Останете со нас. Општините, за да даваат поквалитетни услуги на граѓаните и да овозможат подобар живот, потребно е да добиваат повеќе финансиски средства од централната власт, вели извршната директорка на заедницата на единиците на локалната самоуправа ЗЕЛС Душица Перишик. Имајќи предвид дека квалитетот на животот на граѓаните зависи од условите во општините во кои живеат, Перишик вели дека целта на централната и локалната власт треба да биде заедничка, а тоа е граѓаните да бидат задоволни од услугите кои ги добиваат. Децентрализацијата на општините исто така останува еден од главните приоритети, бидејќи е процес кој што е започнат од 2005 година, но не е докрај завршен. Но засега нема децентрализација на нови надлежности од централната кон локалната власт, а не се изнајдени ниту нови начини на финансирање. Јас можеби тука би сакала да ви го кажам процесот кој што го отпочнавме 2019 година со владата, каде се формираше една работна група за децентрализација со тројца представници од ЗЕЛС и тројца представници од владата, министри, каде што разговаравме како ние да продолжиме со процес на децентрализација, заради тоа што она што се почна 2005 година некако застана негде и нити се работи на пренесување на нови надлежности, односно децентрализација на нови надлежности, нити се работи на нови финансиски средства, нити некој размислува за тоа. И почнавме да работиме тоа каде што имаше прекрасни предлози кои дојдоа од централната власт, како формирање на општинска комунална полиција, како децентрализирање на шумските стопанства, како децентрализирање на водоводните стопанства, како дополнителна децентрализација во социјална сфера. Значи, многу убави предлози, меѓутоа короната почна и све се сопре. Минатата година во февруари ми се чини се продолжи со работа на тоа тело, па после пак застана. Ние веќе именувавме тројца, односно нашата председателка и двајцата подпредседатели ќе бидат членови на новата работна група. Има некој застој у влада, уште не ни информирале кој ќе биде од нивна страна представник, меѓутоа неопходен ни е тој процес за да навистина направиме децентрализација. Сега сме ни рибани девојка некако не во некоја таква квази состојба, нити имаме децентрализација, нити имаме централизација, иако многу често некои потези кои ги влече владата повише личат на централизиран систем него на земја во која што децентрализацијата беше приоритет едно време. Недостатокот на финансиски средства е хроничен проблем за општините, а зголемувањето на долговите се провлекува низ годините. Како прва причина ја би ја нотирала недостаток на средства од централната власт. Бидејќи ако ја следиме Европската повелба за локална самоуправа, која е ратификувана од Македонското собрание, еден од главните постулати е дека секоја надлежност која што ќе биде префрлена од централно на локално ниво треба да биде проследена со соодветни финансиски средства и тие никако не смеат да бидат помали отколку што централната власт ги трошела за извршување на истата дејност. Така да тоа е еден од најголемите проблеми, ја би рекла. Сега секако има малку влијание на тоа што локалните власти не ги собираат во доволна количина средствата кои што треба да ги соберат, меѓутоа пак
вината за тоа не лежи кај нив. Наплатата на данок на имот е уште една слаба алка во финансирањето на општините. Па од тука, ЗЕЛС има цел да се направи софтвер преку кој имотот би се пријавувал и би се плаќал. Основно средство кое го собира локалната власт се даноци на имот. За да соберат даноци на имот, потребно е да ги имаат подлогите од катастар. Катастар не ги дава подлогите без пари, туку бара огромни средства од општините за да ги добие податоците од катастар. Општините ги немаат тие пари за да платат такво нешто и согласно тоа се случува да имаме многу скромна наплата на даноци на имот. Она што јас последниве 5 години го предлагам на многу министри, на премиери, е да направиме еден софтвер за собирање на даноци на имот, кој што ќе чини одредена сума на пари, која ЗЕЛС ја нема, општините ја немаат, меѓутоа не наоѓам позитивен одговор од никој. Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, кој има за цел да се подобри фискалниот капацитет, се наоѓа во собраниска процедура и нема најави кога би дошол на дневен ред. Тој закон во кој што и ЗЕЛС беше вклучен преку работната група за децентрализација се наоѓа во собрание. И согласно тој закон предложен е од сегашните 4,5% на приходи од ДДВ кој што оди на општините, тој да се качува по 0,5% годишно и да стигне до 6%, и од сегашните 3% на персонален данок кој што оди во општините да се качува по 1% годишно за да стигне во 2024 до 6%. Основните барања на ЗЕЛС се да данокот на додадена вредност биде 10%, а не 6% во 2024, него ние уште веднаш баравме тој да биде 10% и 50% од персоналниот данок, кој што еве скалесто ќе биде покачен до 6%. Справувањето со енергетската криза е едно од последните несогласувања на општините со централната власт. Општините бараат од владата да помогне, а од друга страна, од владата велат дека општините не направиле ниту една алокација на средства за справување со енергетската криза. Па главниот проблем е можеби во тоа што државата не алармираше навремено дека ќе има големо покачување на струјата и на енергенските извори и никој не им сугерираше на општините дека треба да се насочат на некој друг начин на трошење или слично. И сега имаме ситуација каде што го кажам стално тој пример, каде општините имаат 800.000 денари месечно за покривање на електрична енергија, а добиваат сметки од 4.800.000 или 5 милиони, па дури да се откажат од се што им е планирано како реализација на проекти и слично, тие не можат да ги подмират сите тие сметки. Она што ние како ЗЕЛС баравме од владата не се пари. Оти сме свесни дека пари во државата нема, дури ни владата нема пари за да покрие све што се јавува како потреба, беше да се префрлат уличното осветлување, градинките се више префрлени, се извинувам, основните и средните училишта и општинските згради да плаќаат повластена тарифа, односно тарифа на домаќинства. Според Перишик, општините се во безизлезна ситуација, откако обезбедувачите на струја ги раскинале договорите поради високите цени. Општините, согласно закон, направија тендерски постапки и избра обезбедувач на електрична енергија, но кога почнаа цените драстично да растат, значи дури не ни можеа да предвидат што ќе се случи заради тоа што во средина или предходен период направија тендерски постапки на кои што им победија одредени добавувачи. Од кога почна да расте цената на електрична енергија, обезбедувачите се откажаа, го раскинаа договорот и општините мораа да поминат на крајниот добавувач, каде што цената е
берзанска плюс 50%. Берзанската цена порасна драстично многу и општините се најдаа во безизлазна ситуација. Освен финансиите, она што на општините исто така им недостасува е и едуциран кадар за одредени надлежности и инспектори. Голем проблем е во општините да се најде квалитетен инспекторски кадар. Првата причина зашто не сакаат едуцираните луѓе да одат и да го работат, тоа е малата плата во општинска администрација. Значи било каде на друго место ќе земаат 50 па и 100% поголема плата. Зашто? Второ е несигурноста, бидејќи сите нив ги обвинуваат зашто ми ја рушиш куќата, зашто ми правиш ова, зашто ми правиш она. И тоа е голем проблем. Тоа е во главном за градежните инспектори, но исто имаме проблем со сите видови на инспекторати, како за животна средина, за сообраќај, за даночно побарување. Сите видови на инспекторски служби се проблем во локалната самоуправа. Кај некој повеќе, кај некој помалку, ние општините се снаоѓаат, склучуваат договори за меѓуопштинска соработка, па еден инспектор од една општина покрива уште две други. Меѓутоа, тоа не е начин како што треба тоа да се води. За поквалитетни услуги кои општините им ги нудат на граѓаните, ЗЕЛС врши одржување и непречено користење на повеќе електронски платформи, како што се електронска платформа за градежно земјиште, со која сите постапки се спроведуваат исклучиво електронски, софтверска апликација за следење на роковите од склучените договори за оттуѓување на градежното земјиште, софтвер за електронско издавање на одобрение за градење, софтверска алатка за електронско јавно надавање и спроведување на постапката за продажба и давање под закуп на недвижни и движни ствари. Дигитализацијата на општинските услуги не е новина во светски рамки. Давањето можност граѓаните дел од административните работи да ги завршат преку интернет наместо на шалтер носи придобивки и за граѓаните, но и за самата локална администрација. Во Македонија дигиталните општински услуги се уште се реткост. Најголем дел од општинските услуги мора да се завршат на лице место. М-заедница е првата онлайн платформа за општини изработена од Центарот за социјални иновации Blink 4221, преку која граѓаните можат директно да комуницираат со општинските сектори. Интересот за користење на оваа платформа од ден во ден расте. До сега се користи во општина Карпаш, која што беше пилот прва општина каде што ја имплементиравме оваа мобилна и веб платформа. Потоа се користи во Кочани, Валандово, Крива Паланка, Аеродром, а наскоро од наредната недела ќе се користи во општина Битола, а многу наскоро ќе се почне да се користи во општина Гостивар, Македонска Каменица и се надеваме Ново село. Се зголеми драстично бројот на општини кои што покажуваат интерес да ја користат М-заедница, гледајќи ги бенефитите на другите општини кои што ја користеле до сега. Карпош беше првата општина која што уште во 2019 година го трасираше патот на развој на М-заедница и користење. Успешните резултати од оваа општина потоа се реплицира и во Валандово, која што е, да речеме, помала општина, меѓутоа и во општина Кочани. И од тогаш почна она ние која што ја нарекуваме тенденција на дигитализација на општините, па општините видеа дека овие општини кои што ја користат покажуваат добар резултат на полето на отвореност. Граѓаните се задоволни. Се враќа до вербата на граѓаните во локалните институции затоа што има двострана комуникација. Нешто кое што претходно не било така. Сега имаме граѓани кои што одговараат, ви благодарам многу на одговорот на општините. Па општинската администрација им одговара, имаме двострана комуникација. Сето тоа беше видливо од страна на другите општини и верувајте сега веќе општините сами доаѓаат и бараат како може да прилагодат оваа платформа на нивната општина и да функционира и кај нив. Ние ја даваме се уште бесплатно оваа мобилна и веб апликација, со тоа што техничкото прилагодување го обезбедуваме од страна на меѓународните организации. Од неодамна општините добија и приречник за важноста од дигитализација на локално ниво. Еден од коавторите е Бојан Кордалов, кој ни објаснува како може да се спроведат тие процеси и што ќе значат во пракса. Позитивен сигнал, вели тој, е што веднаш по неговото издавање десетина општини пројавиле интерес како тие можат да се дигитализираат. Дефинитивно, не само пандемијата,
туку многу претходно стануваше јасно дека дигитализацијата може и мора да се искористи во интерес на граѓаните. Ние многу често зборуваме за дигитализацијата како апстрактен поим, меѓутоа многу е важно да покажеме какви користи, бенефити, какви предности за секој од нас како граѓанин, граѓанка има или дава дигитализацијата. Тоа е заштеда на време, тоа е заштеда на ресурси, односно пари, тоа е вложување на своето време во многу поефикасни работи. Токму затоа пристапивме кон изработка новој прирачник кој што има за цел да покаже практични начини како општините може да се дигитализираат, односно кои едноставни алатки, апликации, платформи им стојат на располагање со цел да можат да го направат тоа. Кај нас не е непознат процесот, обиди се прават во одредени општини, меѓутоа навистина станува збор за волја. Значи се состои од основни принципи, правила, начела, зошто да се направи дигитализација и како таа ќе помогне во работата на општината, како таа ќе помогне во враќање на довербата кон институциите од страна на граѓаните, меѓутоа и конкретни апликации или конкретни начини кои што можат да влијаат. Например, можеме да зборуваме за можности за разговор, чет со или давање на информации до советниците, советничките во секоја општина. Понатаму има разни примери како да се отворат повеќе буџетите, како да се отворат повеќе комуникациите, како да се има двонасочна комуникација, значи пред се да се стави фокусот на она што граѓаните ги интересира. Бидејќи ние сега во политичката комуникација, дали на локално, дали на централно ниво, комуницираме само тоа што политичарите сакаат да го кажат. И тоа е сериозен проблем. Меѓутоа и самите општини почнуваат полека да кажуваат во јавност и да се фалат дека имплементираат разни процеси кои што ќе доведат до дигитализација. Волјата постои. Проблемот е што мора да разбереме дека потребна е реализација, потребно е тоа да се почувствува. Ние долги години дигитализацијата дозволивме да стане тема на партиски препукувања, да стане тема на доверба или недоверба, или да стане тема на сомнеш дека е некаква теорија на заговор. Корист од дигиталните алатки на локално ниво имаат сите, и граѓаните кои штедат време и пари за завршување на обврските, и општинската администрација која може да стане поефикасна. Бенефитот од заедница го имаат и граѓаните и општините. Под општини исто така тука вклучувам менаџментот на општините, меѓутоа и вработените во сите сектори во општината. Граѓаните бенефитот го гледаат од тоа што можат да пријават проблем со кој што се соочуваат во нивната заедница до соодветниот општински сектор кој што е надлежен за тој проблем и да комуницираат, да следат дали секторот го адресирал проблемот, кога ќе го адресира или кога ќе биде решен тој проблем, општината дури може и да им врати со фотографија дека проблемот е решен. Исто така граѓаните можат да аплицираат и дигитално преку заедница за субвенциите кои што ги нуди општината, како што се популарните субвенции за тротинет или велосипед, за новороденче, за прваче и така натаму. Од друга страна пак општините и општинската администрација има бенефит од оваа апликација затоа што граѓаните се тие кои што им ги кажуваат клучните проблематични точки во заедниците, каде постои проблем, каде има потреба од инфраструктурна доработка, каде треба да се смени сијалица, нешто кое што можеби не можат они тековно на дневно ниво да го прават, да излегуваат на терен. Па така граѓаните преку пријавувањето на нивниот проблем можат да им помогнат да видат каде и како настануваат проблемите. Многу е интересно тоа што општинската администрација веќе ги гледа бенефитите од користењето затоа што комуницира со граѓаните директно. Преку административниот панел, кој што е всушност платформата каде што општината ги добива пријавите и ја прави целата комуникација со граѓаните, имаат можност да комуницираат директно со граѓаните, меѓутоа и да преку комуникацијата да го подигнуваат нивото на транспарентност и отвореност. На ваквиот начин се враќа довербата кај граѓаните. Дигитализацијата значи повеќе време за секој од нас. Дигитализацијата значи повеќе пари за секој од нас. Дигитализацијата значи повеќе услуги во било кој време за секој од нас, пред се и над се. Многу повеќе демократија и отвореност и вистинска борба со корупцијата. Ако можам да издвојам, ќе кажам дека сите земји членки на Европската унија имаат јасен принцип и начин на комуникација и достапност на нивните органи на локално ниво и на централно се разбира, но збориме тука за локално со граѓаните и граѓанките. Мислам дека кај нас треба да се почне од многу основни работи. Многу ни е драго што добивме поддршката и од Министерството за локална самоуправа, од ЗЕЛС, преку неколкуте јавни настапи на кои што јавно го промовиравме тој прирачник, битува и разговаравме за овие работи и верувам дека тоа ќе биде стимул да побрзо се заврши.
Клучните предизвици во понатамошната поинтензивна дигитализација се поврзани со политичката волја на локално ниво, со дигиталните вештини на граѓаните и администрацијата и поголемата свест како дигитализацијата може да го подобри квалитетот на услуги и живот на локално ниво. Главните предизвици со кои што се соочуваме се недоволната хармонизација на законските одредби на национално и на локално ниво. Она кое што ние го гледаме на терен е дека општините се соочуваат со желба да комуницираат електронски со граѓаните, меѓутоа документите, архивата и она што е пропишано во законските одредби не секогаш им го дозволуваат тоа. Но имаме шампиони општини, имаме шампиони вработени во општините кои што сакаат да ги помрднат напред работите и наоѓаат начин како да го направат тоа. Па така, општините со кои што ние работиме, например, имаат донесена одлука на совет дека покрај она физичка комуникација со граѓаните можат да комуницираат и преку дигиталните платформи, тоест преку МЗ-едница. Значи, се е волја, се е желба и се сведува на жалост на неколку луѓе кои што ги прават промените, меѓутоа промените се случуваат. Други дополнителен проблем со кој што се соочуваме е недоволното ниво на дигитални вештини кои што ги поседуваат и граѓаните од било која возраст, меѓутоа и вработените во општината. Бремерхафен е еден од поголемите градови во Германија, кој се наоѓа на брегот на Северно море. Неговото пристаниште, плажи и туристички атракции како што се историските бродови представуваат за градот предизвик од аспект на пристапност. Сепак, посветеноста на градските власти доведе до изнаоѓање решенија со кои се опфаќаат сите видови на проблеми поврзани со пристапност. Градот преку проект создаде решенија без бариери за реони како отворени пазари, зелени површини, пристаниште и плаж. Па така делови од калдрмата во градот се обработени и стругани за да се добие рамна површина, соодветна за корисници на инвалидски колички, удалки и ролатори, велосипеди, а рампи се поставени секаде каде што е можно. Кога се работи за јавниот транспорт, 70% од автобуските постојки во градот располагаат со систем за тактилно насочување, а главните јавни патнички бродови сега се достапни за корисници на инвалидски колички и други средства за движење. Бремерхафен исто така, каде има можност, ги има обезбедено сите онлайн информации на веб страницата на градот, на јазик лесен за читање, но и со видеа со знаковен јазик и функција читање. Градот има и омбудсман за лица со попреченост, кој е контакт точка за сите прашања поврзани со пристапност, а дава и совети како да се изградат објекти без бариери за напредокот во повеќе области на живот, како и се опфатниот пристап во врска со пристапност. Градот Бремерхафен е повеќе пати наградуван. Билбао, град во северниот дел на Шпанија, со цел подобрување на безбедноста и здравието на луѓето, што вклучува и постигнување нула сообраќајни несреќи и загинати на патиштата, во изминатиот период презема различни мерки. За успешноста во тоа што го прави, во 2021 година Билбао се закити со награда на ЕУ за безбедност во градскиот сообраќај, односно прв град со над 300.000 жители, во кој на сите улици брзината на движење на возилата е ограничена на 30 км на час. Ограничувањето на брзината на движење на возилата на 30 км на час во рамки на 380 км долгата патна мрежа на Билбао придонело до намалување на сообраќајните несреќи, потоа намален број на сообраќајни прекршоци, намалување на загадување на воздухот и бучавата. Иако се стравувало од негативни ефекти, сепак мерката, например, не влијаела негативно на дистрибутивните компании и бројот на испораки во еден час останал ист. Градскиот јавен превоз дури станал побрз, со генерално просечно пристигнување за 4 минути порано. Дополнително забележана била изголемена употреба на велосипеди, со што е помогнато да се намали автомобилскиот сообраќај во градот. Градот преземал и мерки за зголемена безбедност за велосипедистите и велосипедите, како и за граѓаните кои патуваат со ноќните автобуски линии. Според градската управа на Билбао, безбеден сообраќај значи победа за сите и секако посветеност и ангажман на сите. Следната недела се гледаме повторно со нова интересна тема, имаме еден ексклузивен гостин. Останете со програмите на Македонската телевизија и гледајте Агенда 35.